Препораката, односно извештајот, специјалната извештаја на комисарот е познат, како вие го коментирате, посебно овде во Страсбург, каде што тој беше вело? За нас е значајно тоа што беше констатирано дека имаме натамошен напредок. Веќе 5 години е потврдено дека Република Македонија е подготвена да ги отпочне преговорите со Европската унија. Ова е само уште една потврда дека неправедно сме задржани пред почетокот на овие преговори. Сметам дека е и значајна порака за сите оние наши соседи, особено оние кои членуваат во Европската унија, за потребната енергија која треба да ја потрошат на градење на европски тип на односи помеѓу нашите земји и да покажат една конструктивна поддршка за натамошниот процес на проширување. Во овој домен би се согласил и со Европската комисија дека нашиот фокус треба да остане на сето она што ќе ни биде значајно во процесот на преговорите и на овој начин да го скратиме тој период преку посветеност на реформите поврзани со пристапниот диалог на високо ниво, да го скратиме оној период кој ќе ни биде потребен за поотпочнувањето на преговорите. Конкретно, комисијата останува на својата препорака до октомври, почеток на преговори со Република Македонија. Но бутате враците на Европскиот совет сега во Тоа е констатација која Европската комисија ја повторува од 2009 година, што е огромен придонес за нас во услови во кои бевме соочени со едно отворено саботирање и попречување на почетокот на преговорите. Тоа е случај и овој пат, односно топката ќе биде префрлена во Советот на Европската унија. Мислам дека е време во услови на соочување со сериозни економски, финансиски проблеми во рамки на Европската унија, земјите од нашиот регион кои членуваат во Европската унија да покажат ниво на свест кој ќе биде за интерес на сите граѓани и во нивните земји и во соседството, а да не биде водено само од себичен интерес за користење на можноста за блокирање кога сме земја членка на Европската унија. Таа порака на Европската унија мислам дека мораме сите заедно да ја споделиме. Вие зборувавте пред Паневропската унија, тоа е група која е доста пријателски на настројање кон Македонија. Зашто се интересираат посебно членовите на таа Европска унија, во која што има многу европјаници, посебно групата на народните партии? Очигледно е дека се чувствува определено ниво на фрустрација од неможноста Република Македонија досега да напредува на евроатлантскиот пат. Таа фрустрација е онаа која делиме ние заедно како граѓани на Република Македонија, бидејќи неправедно ни е ускратено правото да напредуваме на тој пат, но сметам дека мораме со доза на прагматичност да гледаме на ваквото условување, односно да гледаме целиот овој период да го посветиме за што е можно посуштински и подлабоки реформи и напредок на сите оние поглавија кои се значајни за самите нас. Да не дозволиме определена блокада која ни е наметната да го дефокусира нашето внимание. Во рамки на паневропската група има луѓе кои се длабоко убедени дека обединувањето на европскиот континент е тоа која ни дава најдобра можност за развој, просперитет и стабилност. Во Македонија можеме сигурно тоа да го потврдиме.